Граѓаните кои на нивната сметка во една тековна година ќе легнат пари од странство, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, како и приходи од издавање на станови се обврзуваат во текот на наредната недела да отворат имејл адреса и да се регистрираат во системот на Управата за јавни приходи за плаќање на персонален данок. Обврската за оваа новина на управата ќе имаат и земјоделците кои продаваат надвор од зелените пазари, но и оние кои заработуваат од интернет. Дилемата се отвора по фактот што не сите граѓани имаат пристап до електронско плаќање, па за нив управата има регулатива. Велат да си назначат помошник. Полномошник не мора да биде субјект кој врши сметководствени услуги, туку тоа може да биде друго физичко лице, како на пример член на семејството. Полномошникот исто така треба да биде регистриран како корисник на системот. Откако граѓаните ќе извршат регистрацијата, ќе може да си го плаќаат персоналецот исклучиво само електронски, а не на шалтерите како досега. Електронската регистрација во Управата за јавни приходи до крајот на годината ќе треба да ја направат сите останати лица кои имаат дополнителни приходи, како награди, бонуси, надоместоци од работен однос, авторски договори, дивиденди и добивки од игри на среќа. Уште оваа година, за последен пат имаат обврска да отидат на шалтерите на Управата за јавни приходи за да поднесат годишна даночна пријава. Од следната, оваа постапка ќе биде електронска. Во текот на 2019 година Управата за јавни приходи нема да донесува веќе решенија за утврдување на годишен данок на доход, туку врз основа на прифатената годишна даночна пријава, што претходно била пополнета од страна на Управата за јавни приходи, а ја потврдиле даночните обврзници, се создава автоматски обврска и тие имаат рок од 30 денат да ја платат обврската по годишната даночна пријава. Минатата година дополнителен приход пријавиле речиси половина милион граѓани.